Добре дојавте во актуелна тера, еви ги вестите на денот. Нимис дојде во Македонија, потоа патува за Грција. Викенд акција на битолската полиција. Бесплатни прегледи на джигерот до 2 август во Битола. И во Битола исламските верници го празнуваат Рамазан Бајрам. 8-месечно бебе загина во сообраќајката што се случи утрово на патот Демир Капи Удово на местото викано Арсова Лака. Се судрија два автомобила од Србија, Форд Фиеста и Шкода Фабија. Патниците од двата автомобила со возила на итната медицинска служба беа пренесени на лекување во Велешката болница. Утринава во Велешката болница донесени се 7 лица. 8-месечното бебе веќе било мртво, на другите 6 лица укажана им е соодветна лекарска помош. Животот на двајца од повредените е сериозно загрозен и тие, но и останатите повредени поради сериозноста на повредите се пренесени на лекување на клиниките во Скопје, рече доктор Сивана Мишева, портпарол на општата болница Велес. Полицијата го блокираше сообраќајот и неколку часа правеше увид. До сообраќајката дошло кога едно од возилата претекнувало на полна линија. Викендов битолската полиција низ патиштата во градот спроведуваше превентивна и репресивна акција. Казна за прекршителите, награда за совесните возачи. Во неколку часа откриени неколкумина со алкохол во крвта, седнати да возат. Оливера Михајловска. Битолската полиција ги засука ракавите и викендов ги чешлаше битолските улици во потрага по несовесни возачи, односно лица кои возат под дејство на алкохол над дозволеното. Оваа викенд акција имаше две цели: превентивна и репресивна, односно казна за прекршителите, а подарок за оние кои се држат до законот. Во неколку часа откриени неколкумина со високи промили на алкохол во крвта, на кои им беа одземени возачките дозволи. Имате доволно? Имам, да. Земите луѓе, ќе имате доволно време да се Воланот и алкохолот најлоша комбинација е мотото на флеерите кои се делеа на совесните возачи со едукативна содржина за правилата и прописите и безбедноста на патиштата. Па, убаво е да има вакви контроли, значи коректен односот на полицијата и се надевам дека ќе продолжат и понатаму. Ја поздравувам акцијата на Министерството за внатрешни работи. Мислам дека превентивата е најдобар лек за спречување на последиците, а последиците од алкохолот се непроценливи заради тоа што животот нема цена, особено на младите луѓе кои што тек започнале со управување на моторно возило. И се надевам дека ова кампања и понатаму ќе продолжи. Републичкиот совет за безбедност на патиштата и МВР се иницијатори на ваквите контроли. Последните 6 месеци од оваа година од областа на сообраќајот, секторот за внатрешни работи Битола, па и полициската станица во Битола ги засилуваат мерките кои што се однесуваат од областа на сообраќајот, така да конкретно за алкохол во изминатите 6 месеци се контролирани со дрегер 3307 возачи, додека 309 се исклучени од сообраќај поради тоа што во нивниот организам е утврдено присуство на алкохол повеќе од дозволеното. Инаку во однос на минатата година тој број е многу зголемен, што значи зголемен е и бројот на контролирани возила, зголемен е и бројот на возачи кои што возеле под дејство на алкохол. Според законот, прекршителите можат да бидат казнети со 300 евра и забрана за управување со возило во рок од 12 месеци.
Грците со нови пораки до македонските туристи. Слав вчера на граничниот премин Меджитлија на влез за Македонија и 30 години од Битола пријавила дека нејзиното возило Volkswagen Широко со битолски регистарски ознаки било оштетено со спреј. На предниот и задниот дел од возилото со спреј било испишано Слав. ИК била на одмор во Лептокарија и го забележала оштетувањето на возилото, пријавила во грчката полиција, но не добила никаков записник. Светскиот ден за борба против хепатит Б и С се одбележува и во Битола. Денеска во клиничката болница на инфективното оделение беше поставен апарат за безболно откривање на оштетување на црниот дроб. Апаратот е времена донација од француска фирма, а настанот го организира Хепарцентарот од Битола. Оливера Михајловска. По повод Светскиот ден за борба против хепатитис С и Б, Битола е дел од глобалното одбележување. Покрај големиот број активности организирани од страна на Хепарцентарот Битола, како големиот музички хепенинг, бесплатното тестирање и крводарителската акција, денеска во клиничката болница го ставија во функција на привремено користење фибриноскенот, врвна апаратура во делот на поставување точна диагноза за оштетеноста на црниот дроб со неинвазивна метода, француска донација. Фирмата производител и Битола ја вброи во 80 градови во светот каде на привремено користење донираше ваков апарат. По повод Светскиот ден на борба против хепатит С и Б, имаме чест да во Битолската болница добиеме за сега привремена донација на апарат за така наречена безболно скенирање на хепар за особи, пациенти кои се заболени од хепатит Б и С. Ние треба да исполниме некои одредени технички параметри кои ги бараат луѓето што се надвор нашата земја, односно луѓето кои го иницираа ова донесување на овој апарат во нашата земја. Иначе за сработка да се донесе овој апарат во Република Македонија е направено со ЕЛП, European Liver Patient Асоциацијата, односно претседателката на таа организација Татјана Реич. Ние ќе останеме понатаму во контакт за да ги, ако успееме да ги довршиме тие детали, па за овој апарат понатаму да остане во нашата клиничка болница. Ваков апарат има во Скопје на клиниката за инфективни болести. Доктори од таму дојдоа во периодот додека го имаме апаратот да извршат обука на битолските лекари кои би се стекнале со сертификат за негово користење, со што доколку апаратот остане како трајна донација, би имале соодветен кадар кој би управувал со фибриноскенот. Се користи за проценка на степенот на оштетување на црниот дроб, односно фиброзата, кај пациенти со хепатитис Б и С. Се работи за апарат кој што овозможува безболно проценување на состојбата на црниот дроб кај пациентите, значи лесно транспортибилен, безболна метода, која што ја заменува хепаталната биопсија, која што се уште е златен стандард во проценка на степенот на оштетување на црниот дроб, меѓутоа овој апарат, значи за многу кратко време, овозможува да добиеме резултат кој што ни помага во проценување на состојбата на црниот дроб и понатаму за третманот на пациентите со хепатитис Б и С. Оваа заразна болест се почесто ја има и како резултат на современиот начин на живот и пороците кои доаѓаат со него. 2004 компаративно се лекувале 20 пациенти. Сега од 2010, 8, 9, 10 на бројката на лекувани пациенти се движи од 12, па стигнато е до 20 број. Меѓутоа, бројот на пациенти кои што преку Центарот за наркозависници ги пратиме, што се потенцијални кандидати, многу поголем и со овој современ начин на живење, ризикот за појава на хепатит С покрај младата популација пред С и ризикот за појава на дефинитивни хистолошки промени кај хепатит Б, кај повозрастната популација, доколку на време не се превземат соодветни мерки за пратени со соодветна апаратура, ќе биде се поголем и поголем. Апаратот е во функција во клиничката болница Битола на инфективното оделение до 2 август, каде граѓаните бесплатно ќе можат да извршат тестирање на состојбата со оштетеност на црниот дроб. Почна реконструкцијата на делницата Велес-Катланово од автопатот Александар Македонски во должина од 23,5 километри. Реконструкцијата ќе заврши за една година, а целиот зафат ќе чини 5,7 милиони евра. Таму денеска беше и премиерот Груевски. Особено ми е мило што започнуваме со реконструкција и рехабилитација на делницата Велес-Катланово. Една од најупотребуваните и најфреквентни делници во нашата земја. Овој пат го користат како граѓаните од внатрешноста, кои патуваат кон Скопје, така и жителите на Скопје кои патуваат и се враќаат кон својот град.
Секако како дел од коридорот 10, оваа делница е исклучително користена од сите странски транзитни автомобили кои поминуваат низ нашата земја и неопходен им е автопатот Александар Македонски. Ваквото интензивно користење на овој патен правец си има и своја цена, а тоа е неговата амортизација низ годините. Долгогодишното користење и големиот број поправки во минатото имаат оставено бројни лузни на патот и севкупно една лоша слика за земјата. Реконструкцијата на овој патен правец беше повекегодишно барање на нашите граѓани. Ние ветивме дека ќе го направиме патот и останавме доследни на тоа што го ветивме. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Промовиран проектот Хераклеја антички центар на модата. И за подготовката за Елинденските денови покусата пауза за реклами, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја поддржувате уставната измена со која се дефинира бракот исклучиво како заедница меѓу маж и жена? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Последникот во разговорите за спорот за името, амбасадорот Метју Нимис, денеска пристигна во Македонија во рамки на неговата нова рунда разговори со властите во Скопје и Атина. По пристигнувањето Нимис изјави дека не носи нов предлог за името, но дека има некои идеи во главата. Тој потврди дека официјалните средби со македонскиот државен врв се закажани за утре, а денес најави дека можеби ќе одржи неформални средби. Според соопштението на Обединетите нации, Нимиц во последата на Скопје ќе замине на средби во Атина на 30 и 31. Целта на средбите е да се интензивираат разговорите под покровителство на Обединетите нации, насочени кон изнаоѓање на взаимно прифатливо решение за спорот за името, пишува во соопштението на Обединетите нации. Хераклеја антички центар на модата. Како се облекувале, која била модата во Хераклеја и колку можеме денеска да знаеме за нив во новиот проект кој синоќа беше промовиран во Битола, одговорот го имаме. Животот во Хераклеја на многу од нас не изгледа далечен по искуство, исто како што е далечен и по години. Таа нивна секојдневица ни исто така мистична пред се поради оскудните документи што ги имаме од тој период. Да, тоа е едно многу комплицирано, и прашање и одговорот е веројатно комплициран затоа што тоа е една од ретките периоди во историјата на обликувањето за кое што всушност не постојат артефакти. Значи, ние во суштина врз база на скулптури и на слики нагаѓаме што носеле античките народи и ретко се прави реставрација или ево да кажам и се прават представи, се обидува секој пат да се осовремени тој период токму заради недостатокот од архивски материјали, меѓутоа мислам дека ова беше еден интересен процес да се обидеме тоа да го разгледаме и да видиме што може и како може да се инспирираме барем да користиме материјали, форми и облици од тој период. Од веќе кажаното од новите археолошки артефакти од потребата цивилизацијски да се приближиме до тој период, произлегува потребата се раскаже нивната приказна во 10 епизоди за материјалите и боите. Посекогаш е тоа предизвик од неколку причини, пред се првно креативна би рекол, со оглед на тоа дека за голем дел тие работи не постојат пишани податоци, меѓутоа постојат одредени слики, фотографии, назнаки и сето тоа пошто сепак обстојуваме на исто поднебје, на ист простор, мислам дека сепак има можност и потреба да го доловиме тоа како едно наше сегашно видување како било. Значи, се претпоставува дека да, со оглед на тоа дека голем дел од и материјалите се носели од Азија, се носели и од другите места, што значи дека сепак те имале допирни точки како модни, така и цивилизацијски. Значи, се гледате сами, денес битолчанки, претпоставувам, имаат нешто од старите хераклејки, нели? Промоцијата на проектот беше синоќа во Битолскиот народен театар, а е дел од програмата на Битфест. Во Крушево на Чомлек, Питулици и Бакардани, голема промоција на овој град. Оливера Михајловска.
Со безбројни пешачки патеки на планински предели и разгледи што мамат воздишки, со тура за разглед на жичара и на коњ, со дегустација на традиционални крушевски јадења, со раскошот на староградските носии, со живописните ракотворби, песни и ора. Крушево покажа дека има голем туристички потенцијал и шанса да се излече од летаргијата. За тоа се погрижија неколку асоцијации: УСАИД, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, Карана корпорација и општината Крушево, кои го реализираа проектот Откри го Крушево. Чомлек, питулици и бакрданик беа само дел од понудената традиционална храна. Нашата кујна е богата и секој кој ја пробал покушува да проба уште еднаш, да се врати уште еднаш во Крушево да проба. Храна имаме во изобилство во однос на спремање на национални јадења кои се спремани од еколошки чисти средини, така да и на страните гости им е сето тоа пријатно и се задоволни, како да ви кажам, во однос на гастрономијата е широк поим, националните јадења македонски, исто македонската кујна е богата, така да странците кога доаѓаат покушуваат да пробаат тавче гравче, да пробаат тава, да пробаат ширден, да пробаат селско месо, да пробаат крушевски колбаси, да пробаат чомлек, бакрданик, така да се посеќаме на нашата историја, на нашите постари повозрасни луѓе кои спремале претходното. Не изостанаа ниту прочуените ракотворки, но и гостинките од странство кои се дружеа со нив. Плетени, везени работи се сите, мислам, пласирани и продадени на американскиот пазар, на францускиот пазар, на италијанскиот пазар, за ексклузивни куќи, за Версаче, за Голден Гус. Ке видите дел и од тие модели што ние ги имаме изработено и продадено. Денес овие модели се продадени за снимање на филмот Куќата покрај реката за Сандра Булок. И овие перници, мислам, сите модели се наши, од наши дизајнерки, со припомош на тогашните дизајнери што доаѓаја од Америка и ни помогнаја многу во склопување на дизајните. На Мечкин камен, Љубојна и Суперхикс се погрижија за сеопшта веселба на домашните и странските туристи. Денеска е празник за муслиманскиот свет. Се слави Рамазан Бајрам. Намазот на Фитар Бајрам почнува во 6 часот и 10 минути. Верниците од исламска вероисповед денеска го слават верскиот празник Рамазан Бајрам, со кој завршува светиот месец Рамазан и се означува крајот на едномесечниот пост. Рамазанските пости представуваат една од основните обврски на муслиманските верници. Прославата за Рамазанскиот Бајрам трае 3 дена. На првиот ден се извршува утринска молитва, Бајрам намаз, а во состав на прославата се разменуваат подароци, се посетуваат роднините и пријателите. Рамазан е најсветиот месец во исламот, во кој е објавен Куранот во 610 година. Празникот Рамазан Бајрам се слави по завршувањето на светиот месец. Самиот ден кога се слави Бајрам започнува со Рамазан Бајрамска молитва, потоа се оди на гробишта, се поседат гробовите на предците и блиските, потоа се честита празникот, прво на најстарите им се бакнува рака, потоа на останатите, помладите секогаш одат кај постарите. За славењето на денот се подготвуваат и служат традиционални бајрамски јадења, бајрамско месо, аландити и баклава. Празникот се слави 3 дена и за цело време се оди на честитење. Постот почнува со изгреј сонце и трае до зајди сонце. Јадење и пиење се дозволени во текот на ноќта. Од пост се ослободени децата, бремените жени, доилките и болните. Рамазан е еден од 5 столба на исламот. Аузу биллахи минеш шејтанир раџим, бисмиллахир рахманир рахим. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва берекатуху. Аллаховиот спас и мир нека биде на сите вас. Почитувани, денес е Рамазан Бајрам. Вчера завршен е големиот месец на исламскиот календар Рамазан. Рамазан е месец чии што вредности не се наоѓаат во ниту еден друг месец, месец на многу значајни настани и вредности за целото човештво. Месец на едукација на верниците, едукација која мора да се потпира на моралот на Мухамед алейхи селам. Рамазан е месец кој ги едуцира верниците да покажат посебен респект и почин кон родителите, семејствата, соседите и воопшто кон општеството и средината во која што живеат. Дава силни пораки за зајакнување на меѓучовечките односи внатре во семејството и насекаде во општеството.
Рамазан повикува на борба против сите девијантни појави во општеството, повикува на спречување на користење на алкохолни пијалоци, наркотични средства и се што е штетно за човекот и општеството, повикува за спречување на лихвата, комарот, крадењето и на секој вид незаконско харам заработување. И секако социјалната вредност на Рамазан, која што како круна на Рамазан се представува на Фитр Бајрам, ден кога со својата солидарност се изедначуваат сите, ден кога се уништуваат сите класни, расни и социјални разлики, ден кога верниците се надминуваат себе си во љубов и ја пружат братската рака секому. Љубов која верникот треба да ја негува целиот свој живот, а не само за Рамазан Бајрам. Во ова прилика, во име на Муфтиството на Исламската верска заедница на Република Македонија во Битола и во мое име, на сите припадници на Исламот, на нашиот град и на секаде во светот, им го честитам големиот празник Фитр Бајрам. Додека на сите други наши соседи и сограѓани им посакуваме добра љубов. Честит Фитр Бајрам, Гезуар Фитр Бајрамин, Фитр Бајрам Мубарек Олсун. Честитки до муслиманските верници во Битола денес упати и градоначалникот на Битола Владимир Талевски, а премиерот Груевски на Берамовска молитва во Шуто Орисари. Премиерот Никола Груевски утрово присуствуваше на Берамската молитва во џамијата во Шуто Орисари во Скопје. По повод верскиот празник Рамазан Бајрам, Груевски на присутните верници им упати честитка посакувајќи им добро здравје, успех, мир и просперитет во семејствата. Тој им посака благодет и убаво празнично расположение. Воедно премиерот Груевски упати порака на единство и меѓусебно почитување како основа за напредок и општ развој на државата. Во пресред на Илинден Битола подготвена за овогодинешното издание на Илинденските денови. Со нас во Актуел Борче Димитровски, директор на Националниот установа Центар за култура. Добре дојдовте во Актуел на Тера телевизија. Поздрав до гледачите на Тера телевизија и благодарам за поканата. Утре стартуваат 44-тите поред Илинденски денови или се уште се вика републички фестивал? Па да, фестивалот е републички, значи тоа е предзнакот кој што го носи, но не само дека го носи, туку всушност тоа е и единствениот фестивал од ваков тип, каде што се она што е најдобро од македонскиот фолклор, македонската традиција, која што го презентираат нашите ансамбли, е дел од програмата сите овие изминати 44 години на најстариот фестивал во нашиот град и еден најстарите во нашата држава, Илинденски денови. Започнувате утре или традиционално со дефилето од 18 часот, кога сите они што учествуваат ќе се прошетаат низ Битола. Тоа е и своевидна покана или да дојдат луѓето на овој фестивал. Па дефилето е една од заштитните знаци, една од заштитните знаци на самиот фестивал, низ улиците на Битола и низ популарниот широк сокак се до ракометното игралиште, каде што во 20 часот е свеченото отварање. Значи јавно ги повикуваме сите граѓани околу 19 часот да бидат кај саат кулата и да ги проследат над 1000 учесници кои што ќе бидат дел од дефилето и ќе се упатат кон настанот каде што ќе случува до сцената на ракометното игралиште. Првите две вечери се резервирани нели за културно-уметничките друштва. Од пред неколку години правите одвојување на Староградската вечер. Па да, тимот на Центарот за култура одлучи дека така е подобро и тој концепт се покажува и повеќе од успешен. Две вечери се посветени на традиционалната музика и игра, една вечер е посветена на староградската традиција и таа се реализира во прекрасниот амбиент во предворието на офицерскиот дом, а свеченото затварање е интернационалната вечер, значи најатрактивните странски ансамбли кои што се дел од програмата оваа година ги има повеќе, ќе настапува во античкиот локалитет Хераклеја и за крај го оставаме најдоброто како што беше Љубојна во 2012, Танец во 2013, оваа година е маестро Драган Дутовски и неговиот квартет. Тоа е веднаш по интернационалната вечер по доделувањето на наградите. Оваа година рековте дека гости, ти особено во последните години, особено ланската нели предизвика од Израел гостите, потоа имавте од Бразил. Оваа година доаѓаат од Јапонија, од Грузија, Холандија, Северен Кипар.
Се трудиме... Тоа тешко е да се донесат луѓето, еве, сепак се далечни земји. Па секако, тоа е посветена работа, 10 месеци, може би и повеќе во помеѓу двете фестивалски изданија, бројни контакти, треба многу внимателно да се пристапува кон групите кои што доаѓаат и од овие страни и од страна на фестивалот кој што има 44 годишна традиција. Ако изминатите години ги имавме екзотичните држави како Мексико во 2011, минатата година Израел и Бразил, оваа година ги имаме представниците од Јапонија. Тие доаѓаат како плод на нашата одлична соработка со Битвест. Се битолчани велат некој каков е јапонскиот фолклор? Па сега ќе можат да се запознаат овие 4 фестивалски денови, значи тоа е групата Кумагаја, но секако тука се и групите од Северен Кипар, од Унгарија, од Грузија, од Холандија, доаѓа исто така и група од нашите нашинци од Австралија, од Словенија, имаме група од Србија, така да 10 странски групи, 30 македонски ансамбли, повторно над 1000 учесници во 4 фестивалски денови. И од пред некоја година правите некоја дисперзија на овој фестивал, значи не е само ракометното игралиште, домот на армијата или пак Хераклеја, туку низ цела Битола, низ чаршијата, низ Широк Сокак се случуваат и линденските денови. Па посебно позитивно влијание имаше таа дисперзија. Орото на Широк Сокак, значи покрај традиционалното дефиле, ехо од дамарите, инструменталната вечер во магазата, исто така ја разигруваме и битолската чаршија, каде што дел од групите презентираат својот фолклор. Имаме и бројни придружни манифестации, тука е семинарот кој што 6-та година поред ке се реализира во рамките на самиот фестивал, промоции на книги, предавања, изложби. Ценевме дека се она што е битно од страна на стручната јавност и влюбениците во фолклорот треба да бидат во Битола овие 4 фестивалски денови. Благодарам за гостувањето во Актуел, се гледаме утре, ќе ве следиме и ќе ги информираме за сите оние кои од објективни причини ќе може да бидат присутни. Благодарам за поканата. Одиме понатаму, еве што донесува светот на Актуел. Нови напади на појасот Газа. И за други вести од светот, по кусата пауза, останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, светот денес, ритамот на градот, спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Во Триполи запален резервоар со 6 милиони литри гориво. Либиската национална нафтена компанија предупреди на опасност од катастрофа во Триполи, откако резервоар со 6 милиони литри гориво се запали за време на борбите во земјата. Резервоарот се потпалил од ракета Изе Мохамед Ал Храри, портпарол на компанијата. Во Триполи горивото, како и природниот газ за домаќинства, се складира на едно место управувано од државната нафтена компанија, Брега што се занимава со дистрибуција на нафта и газ. Храри предупреди дека постои можност од природна и хуманитарна катастрофа ако огнот се прошири кон останатите резервоари, особено кон резервоарите на природен газ. Резиденцијата на амбасадорот на Србија во Триполи, Оливер Потежик, е погодена од еден проектил, но за среќа нема жртви ниту повредени. Нетањаху упати критика до Обединетите нации за примирието во Газа. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху упати критика до Советот за безбедност на Обединетите нации, кој повика на итен прекин на огнот и хуманитарно примирие во Газа. Според него, повикот е во корист на потребите на милитантите на Хамас, додека ја запоставува безбедноста на Израел. Советот за безбедност на Обединетите нации на итна седница ја одобри декларацијата со која се бара прекин на огнот меѓу Израел и палестинската група Хамас. Во декларацијата која е одобрена од сите 15 земји членки на Советот за безбедност, непосредно пред состанокот се повикуваат двете страни да обезбедат примирие за време на муслиманскиот празник Бајрам и по него. Израелската армија денеска соопшти дека прекинува со ракетни напади врз објекти во појасот Газа.
Во моментов прекинуваме со нападите без какви било предуслови, изјави израелски воен представник, нагласувајќи дека на армијата се потребни уште неколку дена за целосно уништување на тунелите долж границата меѓу Газа и Израел, кои беа користени за напади на израелска територија и за шверц на оружје. Високиот представник најави дека и покрај сегашниот прекин на нападите, армијата останува во готовност и ако добие наредба ќе продолжи да напаѓа и да ја шири операцијата. Според податоците на израелската армија, за време на 3-неделните напади врз Газа, единиците на војната морнарица и воздухопловството погодиле 3865 објекти на терористите. Санкциите едноставно нема да можат да остварат својата цел. Ве уверувам дека ќе го надминете секој проблем што ќе се појави во било која економска област, а може да станеме и уште понеизвестни во својата сила, им порача на Европската унија и на САД шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Тој рече и дека земите на Европската унија не изразуваат ентузијазам поради санкциите. Влошувањето на односите меѓу партнерите не може никого да го задоволи. Постојат многу можности за развој на взаимните односи, рече Лавров. Никој не може да победи со преземање на едностранни мерки. Убеден сум дека сите тие што воведоа санкции не се одушевени многу од тоа. Тие повеќе би сакале да донесат некои политички одлуки, рече тој. Шефот на руската дипломатија истакна дека Москва се надева дека истрагата за соборениот малезијски авион над Украина ќе биде објективна и дека ќе се почитува презумцијата на невиност. Тој рече дека Москва очекува дека никој нема да се обиде да ги сокрие вистинските причини за несреќата на малезискиот авион. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето? Актуелно дека завршува, повеќе информации на нашиот веб портал tera.mk.